Здраво, граначалници. Шо е ова по медиумите за тебе? Дали е вистина оваа работа, дали сме излажани сите што те гласавме? Вака ли ќе бидеш коректор на власта? Излези на прес и убеди го членството дека ова не е вистина или кажи ни ја вистината, па да знаеме за каде сме. Со почит, ока знам, штип. Да, одговорил Максим. Не знам кој ми пишува, ниди сум излажал, ниди ќе излажам некогаш. Имав став за ова пред 2 дена на седница на Совет. Личен имот е лично право и кој како на кого ќе го продава е негова работа, а јас сум транспарентен од секогаш во својата работа. Тачно е дека е личен имот, лична работа. Меѓутоа кога тој личен имот е на непосредното семејство на градоначалникот или на тој кој што одлучува за намалување или зголемување на вредноста на тој и личен имот, кога од твојот подпис зависи дали некој ќе стане милионер или не, тогаш има судирни интереси. И тогаш господине Максим Димитриевски има кривична одговорност. Во ситуацијава ти со твоето делување си направил тој имот да чини толку и толку. Иако реално чинел толку и толку. Значи чинел 30 пати поевтино. Тоа се вика злоупотреба на службена положба и овластување. Тоа личен мичен, тоа немој да се, тоа за мали деца приказката е. Ако има обвинителство, дека треба да постапи. Политичките импликации од ова да не правиме ова. 4 советници на ДУИ гласа за ти да ти помине планот од 20.000 евра на 600.000 евра да стане земјиште. Што коригиравте вие, бе? Коригиравте сметките лични. Што би рекол Мицика, од голтари милионери. Не знам што овој народец очекуваше да му даде 80.000 гласа на човек кој што беше обвинет дека крадел чизми од база во Авганистан.